Предлог законот за Советот на јавни обвинители отвори низ прашања на собраниската јавна дебата, откако претходно беше образложена потребата од неговото носење. Со ова законско решение детално е уредена постапката за разрешување на председателот и заменик председателот на Советот, кој се покренува врз основа на образложено барање од најмалку 4 члена на Советот, засилена улога на Советот во постапката за избор и разрешување на јавниот обвинител, вклучително и можноста за поднесување иницијатива за разрешување до собранието. Сепак од работната група која работеше на законското решение додава дека во него се вградени препораките на Венецијанската комисија. Оваа верзија е поправена верзија, коригирана после добиените препораки и забелешки на Венецијанска комисија. Така што ако критикуваме некој член, да речеме 13, каде што се прецизира кога нема право на глас јавниот обвинител, тој во ставот 2 не постоел во моментот како таков кога бил пратен на Венецијанска комисија, туку е додаден и прецизиран отпосле баш по насоки на Венецијанска комисија. Дел од забелешките на експертската јавност се однесува и на оценувањето на членовите на Советот. Законското решение при изборот на јавен обвинител бара сега кандидатите да се појават и на интервју и освен биографијата да имаат и програма која ќе ја достават како предлог кој ќе го реализираат во нивниот мандат. Расправата се одвиваше и во насока на тоа како се бира јавниот обвинител. Дел од укажувањата на експертите беа дека удел во изборот треба да има и Советот на јавни обвинители, а не само владата, додека пак Венецијанската комисија даваше предлог за избор на јавен обвинител со двотретинско мнозинство од гласовите на пратениците, наместо со просто мнозинство од 61 глас, но оваа препорака не влезе во законското решение. Јавниот обвинител на јавното обвинителство се избира за работата на јавното обвинителство и истиот мора како таков да биде, односно да има поголемо учество на јавните обвинители при изборот на овој јавен обвинител, а не тоа да биде оставено целосно на владата како и до тогаш, бидејќи ова отвара можности за одредено политичко влијание. На кој начин самостојноста на овој орган, зборувам генерално, би можел да се зачува заради тоа што ние овие денови имаме настани кои што ја доведуваат до прашање самостојноста во работењето на државниот јавен обвинител, а тоа веројатно утре задутре ќе биде и основа да се оценуваат други такви постапки. Самата Венецијанска комисија е јасна и крајно децидна дека јавниот обвинител треба да биде исклучен од учество, односно гласање за одредени области, особено кога станува збор за било која и од било кого согласно закон поднесена постапка за дисциплинска одговорност на јавен обвинител. Овој закон е дел од поширокиот реформски пакет и има за цел да одговори на утврдените слабости во функционирањето на јавното обвинителство и неговите управувачки структури, како и да обезбеди усогласување со европските стандарди и препораки. Предлог законот за Советот на јавни обвинители, заедно со предлог законот за јавно обвинителство, беа доставени на мислење до Венецијанската комисија и при тоа таа усвои позитивно мислење со неколку препораки.